Со другарско кафе, како што објавија на социјалните медиуми, вчера се дружеа кандидатите за градоначалници на СДСМ за скопските општини и градот Скопје. Другарски, отворено и со иста цел – за подобро, напредно, културно, уредно и чисто Скопје. Град на скопјани. Тие заслужуваат тим кој знае, може и сака да работи за граѓаните. Ова е тимот на СДСМ во Скопје, напишаа од партијата. Како што претходно објави председателот Венко Филипче, досега познати кандидати се: за Карпош Маја Мојсова Мијовска, за Киселавода Горан Трајановски, за Центар актуелниот градоначалник Горан Герасимовски, за Аеродром Александар Трајановски, за Ѓорче Петров Костадинацески, а за Газибаба Владко Митовски. Кандидатка за градоначалник на Скопје е Каја Шукова. За околните општини околу Скопје познати се имињата на кандидатите за Чучер Сандево, актуелниот градоначалник Сашо Комниновиќ и за Петровец Елизабета Зелениковска. Теренска посета во населбата Саат Кула, каде што се реализира еден од најзначајните инфраструктурни проекти што општина Чаир ги има добиено преку јавниот повик на Министерството за локална самоуправа за 2024 година, извршија министерот Изет Меджити и градоначалникот Висар Ганију. Со инвестиција од речиси 1 милион евра, проектот предвидува реконструкција на водоводната и фекално-атмосферската канализациона мрежа на повеќе улици. Од реализацијата на овој проект директна корист имаат околу 260 домаќинства, поликлиника Битпазар, основното училиште Конгреси и манастири, седиштето на ИВЗ, џамиите Иса Бек и Султан Мурат, како и голем број деловни објекти, изјави градоначалникот Ганију. Од граѓанската иницијатива Зелен Хуман град информираа дека се принудени да формираат политичка партија. Го правиме овој голем чекор како одговор на препреките што ни ги поставија партиите да ги оневозможат независните да одат на локални избори. Во 2021 беа сопки со зголемување на прагот на потписи на 10.000. Во 2024 беше слично, 4500, но во 2025 им успеа да направат правен вакуум, со кој практично ни се оневозможува да поднесеме независни листи за советници, затоа што не гласаат измени на изборниот законник, стои во нивната објава. Тие додаваат дека ако не го направат овој чекор, алтернативата е да се откажат и буквално да фрлат во вода се што граделе изминатите години, а партиите да имаат апсолутна моќ во Советот без луѓе, како што велат, кои ќе го представуваат народот и ќе се спротистават на партиското дивење. На огласот за пожарникари се пријавиле околу 500 кандидати. Во Скопје само 50 граѓани биле заинтересирани за да станат пожарникари, иако од Дирекцијата за заштита и спасување очекувале барем 80. Директорот на ДЗС Стојан Ангелов објасни дека овие лица во следните 2 до 3 дена ќе бидат повикани во локалните територијални противпожарни единици и ќе започнат со најмалку дводневна обука, пошто ќе се изврши селекција. Најдобрите од овие лица понатаму ќе имаат можност да бидат вработени во локалните територијални противпожарни единици или во Дирекцијата за заштита и спасување, а најдобрите во текот на наредниот период во единицата за рамки на ДЗС, рече Ангелов. Покрај жештината, голем дел од Скопје мака мачи со недостигот на вода. Од јавното предпријатие Водовод и канализација постојано алармираат за рационално трошење на водата, затоа што со енормно зголемената и неконтролирана потрошувачка на вода на дневно ниво се предизвикува нарушување на стабилноста на водоснабдителниот систем. Како последица на сето ова, градскиот водоводен систем функционира со намален притисок и со повремени прекини на вода во делови од градот. Имајќи го предвид фактот дека градот Скопје се снабдува од природен извор со ограничени количини вода за пиење, апелираме до сите граѓани за рационална и совесна употреба на водата за пиење, како и избегнување непотребно трошење на водата за полевање на зеленило, бавчи и ниви, за перење автомобили, за полнење на базени и слично, велат од Скопски водовод. Новиот топлотен бран во Скопје со дневни температури на 40 степен, кој започна од пред 2 дена, ќе трае до недела. Потоа се очекува мало заладување.
Управата за хидрометеоролошки работи веќе го вклучи црвениот метеоаларм. Институтот за јавно здравје изнесе препораки за граѓаните, а владата донесе одлука со која ги обврза работодавачите до 26.7 да ги ослободат од работни обврски бремените жени и лицата постари од 60 години. Министерството за здравство апелира населението да се придржува до постоечките препораки за самозаштита, престојување во разладени простории, внесување доволно течности, избегнување алкохол и засладени пијалоци, носење лесна и светла облека, користење заштита за глава и очи и избегнување физичка активност во најтоплите часови. Во Скопје и вчера гореше. Повторно се запали дивата депонија во Визбегово, во близина на индустриската зона. Ова е втор сериозен пожар на истата локација во помалку од 2 недели. Во прашање е дел од истата депонија. Територијалната противпожарна единица на град Скопје веќе е на лице место и интервенира. Во моментов нема опасност за блиските објекти, но димот е густ, црн и се шири брзо со помош на ветерот, информира од Центарот за управување со кризи. Вчера се запали и дуќан на Пластичарската улица. Покрај материјалната штета, пожарот предизвика и паника кај граѓаните и кај сопствениците на околните продавници.